Благодарам, председателе. Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес го разгледуваме најзначајниот документ буџетот и говориме за најважното прашање за сите оние кои што не гледаат одстрана, а кои ни ја дадоа довербата да ја водиме Македонија. Буџетот е крвната слика на државата, стратешки документ во кој се насликани приоритетите на граѓаните. Сите знаеме дека опоравувањето на економијата е најважната работа која влијае врз животниот стандард. За жал, поминавме години кога и небото не беше граница за висината на јавниот долг, а дното на буџетската дупка немаше крај. Но за среќа, денес говориме за стабилизирање на јавните финансии со буквално воена дисциплина при трошењето на народните пари. Инвестициите, инфраструктурните проекти, поддршката на приватниот сектор, како и транспарентноста и отчетноста во работата, кои веќе станаа препознатливи и видливи во работењето на владата, ни даваат за право конечно да бидеме горди на фактот што после долги години говориме за последователен економски раст. Денес имаме реални инвестиции, а не трансфери кои завршуваа за исплати на плати. Денес имаме држава што инвестира и влада што знае што прави, затоа што за оваа влада зборот на вистина има тежина. Во оваа насока, а имајќи предвид дека во изминатите денови се кажаа најголем дел од бројките, главните цели и што се е предвидено со буџетот за следната 2026 година, јас ќе се фокусирам само на делот кој што се однесува на растот и развојот на македонскиот туризам. Сакам да ја информирам јавноста дека во буџетот за 2026 година туризмот добива 32 милиони 260 илјади денари повеќе за промоција и поддршка на културата и туризмот. Секако, средствата за туризам се уште не се доволни, но сепак зголемувањето на средствата е охрабрувачки правец кој е во интерес на целокупниот македонски туризам. Но, почитувани, туризмот никогаш не стои сам. Патиштата, културата, дигитализацијата и општинскиот развој се неговата вистинска инфраструктура. Па така, од огромна важност е да се напомене дека имаме 40,5 милиарди денари капитални инвестиции за 2026 година, средства во кои спаѓаат патна и комунална инфраструктура, железничка инфраструктура, поддршка на општините, културна заштита и така натаму. Секој пат што се гради, секој локален проект што се финансира, секоја подобрена инфраструктурна точка директно го зголемува туристичкиот потенцијал, бидејќи туризмот е резултат на инвестиции во инфраструктурата. Во буџетот останува стабилниот систем за капитални трансфери кон општините, а тие средства, како што сите знаеме, најчесто завршуваат во уредување на локални патишта, плоштади, паркови, патеки, урбано осветлување. Секоја општина со подобрена инфраструктура станува туристички поатрактивна и за домашните и за странските посетители. Во капиталните расходи влегуваат проекти за прочистителни станици, управување со отпад, паркови, зелени површини, заштита на природата. Екотуризмот е иднината, а државата за прв пат системски го поврзува развојот на инфраструктурата со заштитата на природните ресурси. Конечно, имаме предвидлива економска политика, токму она што туристичките оператори и инвеститорите го гледаат како најголема предност. Нема туризам без стабилна држава, а буџетот за 2026 година е план за модерна држава. Секој денар вложен во инфраструктурата, во општините, во културата и животната средина е денар повеќе вложен во туризмот. Ве уверувам дека 2026 година ќе биде година на подобри патишта кои значат полесно патување, урбан локален развој кој подразбира нови атракции, чиста животна средина за нов профил на туристи, стабилни јавни финансии кои влеваат доверба кај инвеститорите. Сведоци сме дека изминатите години
Од поимот туризам имавме само зборови кои значеа ке туризам, очекуваме, предвидуваме, планираме, тек тук по некое локално проектче кое никако не даваше надеж за било каков развој на туризмот, иако тука ја додадам авантурата наречена македонски патишта и инфраструктура, јасно е зошто на поимот раст на туризмот никако не можевме да го прилепиме и поимот развој на туризмот. За среќа, имавме раст на бројот на туристи, но немавме развој на туристичката дестинација, бидејќи развој значи подобра инфраструктура, поврзана земја, авиолинии, развиени и уредени општини. Денес, конечно, туризмот веќе не е нешто што се случува стихино или по она народната кој дојде, туку денес развојот на туризмот се темели на мудри политики, макотрпна работа и визија за развој, затоа што веќе имаме влада чија стратешка цел е да го поддржува туризмот. Тука ќе ги наведам само дел од работите кои што ми паднаа на памет од сето она што може да се каже работа на владата во насока на туристички развој. Македонија е меѓу ретките држави кои имаат двоцифрен раст на бројот на туристи. Во само една година, превземена власт од страна на ВМРО, ДПМН и коалицијата, имаме раст на бројот на туристи за 20%. За само една година воведовме 21 директна авиолинија од европските метрополи, а само лани преку Македонија транзитирале над 10 милиони патници. Ова доволно кажува за посветеноста на владата за развојот на туризмот. Туризмот го интегриравме во културата, како што ветивме пред граѓаните и за што ја добивме поддршката. Реконструкција на гранични премини, отварање на нови, реконструкција на ново крило на аеродромот, на Охридскиот аеродром. Го донесовме законот за работно ангажирање на лица, нешто што многу ќе им олесни на туристичко-угостителскиот сектор кога станува збор за недостиг на кадар. Го креиравме Советот за туризам, соработуваме, бараме мислења за потребата од изградба на хотели со 5 звездички и ги олеснуваме процедурите за урбанистички планови. Успеавме да ја изградиме и да ја поврземе Македонија и за тоа, колеги од опозицијата, ако сте искрени, навистина би требало да ни симнете капа. Сето ова што го наведов се значаен исчекор што владата го направи во политиките за развој на туризмот. Во време кога целиот регион се надпреварува за туристи, владата, предводена од премиерот Мицкоски, успеа да го насочи туризмот кон динамика што не сме ја виделе со години, со што Македонија станува видлива на европската туристичка мапа. Сето ова покажува дека владата стратешки го гледа туризмот како еден од двигателите на економијата. Дополнително, тука е и стратешката улога на Коридорот 10 и на брзата пруга Скопје-Солун со цел привлекување на транзитните туристи кои, како што кажав, годишно ги имаме над 10 милиони. Од тука се назира и следната голема цел во поглед на туризмот, а тоа е туристите не само да поминат низ државата и да ни останат само на 2 дена, туку и да ги задржиме што подолго, и тоа оние туристи кои се платежно помоќни, што пак значи поголем прилив на пари од туристичкиот развој. Тоа е чист капитал што конечно почнуваме да го задржуваме, а не само да го гледаме како поминува. Наискрено се радувам и верувам дека со овие чекори успешно ќе го продолжиме туристичкиот раст и развој што го започнавме. Во период кога државата бележи силен раст на туристи, кога имаме 21 нова авиодестинација до најголемите европски метрополи, кога се работи на брзата железница Скопје-Солун и кога винскиот, културниот и транзитниот туризам конечно добиваат инфраструктура, сосема е логично да продолжиме со реформите што ќе ја забрзаат изградбата и на квалитетни сместувачки капацитети. Тоа, почитувани, покажува дека владата не само што ги разбира потребите на туристичкиот сектор, туку и активно и неуморно работи на решенија што ќе донесат брз, видлив ефект, а за ефектот најдобро говорат бројките,
кои потврдуваат дека во периодот јануари-септември бројот на туристи е пораснат за 5,8% во однос на истиот период од минатата година. Ваквиот начин на работа значи можност за туристички развој, посебно значајно за мојот Охрид, нов импут за развој на авиосообраќајот и, што е најважно, многу можности за водење бизнис на сосема нови пазари, како и нови инвеститори кои би дошле во Македонија. Затоа се става посебен фокус на алтернативните форми на туризам, а воедно и подобрување на инвестициите во инфраструктурата, особено во руралниот дел на нашата земја, се со цел да создадеме конкурентна туристичка дестинација. Земјава мора да инвестира и да продолжи посветено да работи за да се етаблира како дестинација со уникатен туристички бренд, што е од круцијално значење, но и основа за туристичка промоција. Во таа насока, иднината на македонскиот туризам е развојот на културниот туризам, транзитниот туризам, екотуризмот и промоција на одржливо и одговорно патување, како и заштита на животната средина и културното наследство. Со оглед на фактот дека овие форми на туризам добиваат голема важност низ целиот свет, посветеноста на нашата земја во нивен развој, како и зачувување на нашите културни и природни богатства, ќе ја позиционира Македонија како барана дестинација за одговорно патување. Препознатлива и одржлива дестинација со јасна туристичка цел е добра поидовна точка за определување на визијата на која се фокусираме, за да создадеме конкурентна туристичка понуда надополнета со иновативни и креативни маркетинг активности, што секако ќе придонесе за квалитетен раст и развој на македонскиот туризам. Туризмот е потребен на секоја државна економија, а можеби најмногу на македонската. Токму затоа избравме да работиме за доброто на сите нас, а тоа најдобро е отсликано во овој буџет и јас на вистина, освен инаед, не гледам друга причина за овој буџет да не добие едногласна поддршка од сите пратеници. Ова е буџет кој дава сигурност за граѓаните, за институциите, за компаниите, буџет кој обезбедува континуитет во растот на економијата и буџет кој сведочи дека имаме влада која испорачува и влада за која зборот има тежина. Затоа денес зборуваме за бројки, а мислиме на луѓе. Денес говориме за расходи, а при тоа се грижиме за иднината на сите. На листовите преполни со табели се крие пулсот на Македонија, пулсот кој покажува колку се грижиме, колку се осмелуваме, колку растеме. Буџетот не се носи за владата, ниту за нас пратениците, туку за секое семејство, за секој пензионер, за секој ученик и секој работник што со надеж очекува утро подобро од вчерашното. Буџетот е слика на нашите вредности и нашите приоритети. Тој представува договор помеѓу нас и секој граѓанин кој ни го доверил своето гласно или тивко очекување да создаваме стабилна, просперитетна и праведна држава. Секоја буџетска мерка, колку и да изгледа мала, носи светлина во нечиј живот. Денес решаваме колку ќе биде силна таа светлина и дали ќе стигне до секој агол од нашата најубава Македонија. Денес зборуваме за буџет што предвидува раст од 3,8%, инфлација што паѓа кон 2,5% и дефицит намален на 3,5%. Додека на оние што денес критикуваат, инфлацијата им избега над 15%, ние ја стабилизираме економијата и ги поставуваме темелите за здрав раст. Инфраструктурните проекти, инвестицискиот циклус на општините и поддршката на приватниот сектор веќе не се само фотографии со лопати после кои остануваа само таблите, ниту пак измислени и замислени фабрики за електромобили кои никогаш не се произведоа, туку денес имаме конкретна реалност со инвестиции кои се видливи на терен, каде што имаме вистинско управување, а не импровизација и скапи ТВ спотови. Разликата е едноставна. Ние имаме раст со мерка, додека некои трошеа без мерка. Ние градиме на хартија, додека ние градиме на терен, додека вие градевте на хартија. Така е, колега. Имаме план кој вклучува фискална дисциплина, план за реални приходи, план за постепено стабилизирање.
Да подсетам на колегите кои што се подсмеваат на еден план за живот, кој што всушност се испостави дека бил план за живот за оние што заминаа за Дубај, со најниска реализација на инвестиции, највисока инфлација и следствено на тоа најсилна казна на изборите. Фактите се јасни. Буџетот за 2026 година е документ кој што покажува дека државата по години нереални ветувања конечно се враќа на рационално и искрено планирање. Но најважното е дека овој буџет е чекор напред, не чекор назад. Предлагаме буџет кој е фискално одржлив, инвестиционо ориентиран, реформски за реални промени, не само декларативни. Ова е документ што гради, не документ што прикрива. Денес носиме 660 милиони евра, но за веќе започнати, реални и видливи проекти, не за презентации и маркетинг. Денес имаме платформа за следење на капиталните инвестиции, затоа што тие реално постојат. Не се замислени и измислени, туку постојат и ние, заедно со граѓаните, можеме да следиме колку чини, до каде е и што се случува со секој капитален проект. Така, колеги, работи совесна, транспарентна и отчетна влада. Почитувани, овој предлог буџет за 2026 година е најава за нов почеток, за поминување од циклусот на празни ветувања кон држава која инвестира, создава и одржува. За време на владењето на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ видовме бројки кои тешко не убедуваат дека државата оди напред, а изборите секако ја фиксираа таа реалност. Денес владеачкото мнозинство ја презема одговорноста со конкретни бројки, рокови, реформи и отчетност. Би сакала да ве повикам да ги надминеме старите диалози каде расправите за буџетот беа само представа и да влеземе во нова фаза каде сите заедно ќе изгласаме функционален буџет кој значи подобра иднина за сите, подобра иднина за цела Македонија. Ви благодарам.